Повторно ќе бидеме во природа, затоа што ќе зборуваме за гулабарството. Нашата Рената Јакимовиќ е веќе на терен, па да не ја одземаме од времето. Рената, добро утро, повели. Добро утро, Елена и Маријан, добро утро до сите наши гледачи. Нашето прво вклучување во живоот на селбата Радишани, од едно навистина прекрасно место надвор од градот, и ќе зборуваме за една доста интересна тема, конкретно голубарството како спорт. Она што гледачите може да го видат, јас во моментот држам едно гулабче кое што е старо 2 дена. За да се дојде до еден гулаб писмоносец кој што се надпреварува и кој што руши рекорди од оние гулаби и таа лоза која што има господинот Митко, која што ќе ја видите наскоро. Прво треба да бидат вакви гулабчињата, за да може да станат големи. Ова е безбедно што го правиме и што го држиме и покрај тоа што е старо голубчето 2 денови, но ета, да им го покажеме на сите интересни информации, оно што ми го кажа мојот соговорник, дека едно вакво чудо кое што јас го држам во раката во западноевропските земји чини еден джип BMW или Мерцедес. Може да замислите да сме негдека во Белгија или во Холандија, колку пари јас во раката држам сега. Но за повеќе детали за голубарството и за тоа што се случуваше минатиот викенд ќе ни каже мојот соговорник господин Митко Ширков. Добро утро. Добро утро. Ти го крстиме ли ова голубче? Па Рената, ти се нафати да му бидеш кума, ти ќе му дадеш име сега. Ќе почекаме да порасне, да видиме дали ќе биде девојче или машка, па ќе му бидам кума. Кажете ми минатиот викенд што се случуваше, еден надпревар конкретно на кој што вие настапувавте со вашите голуби или гулаби, сега како правилно треба да ги наречам, и срушивте рекорди. Да. Прошлиот викенд се одржа национален лет од Атина. И се пуштија негде, Косово пушти 450 голуба и околу 160 голуби имаше од Македонија. Атина е многу тешка стаза, ко стаза за надпревар. Бидејќи, не знам, си била во Атина? Ѓаволот, Господ кога се делел со ѓаволот му ја дал Атина. Еве ти овде живе. Ѓаволот кога видал каде го сместува Господ, рекол пеколот е рај за ова. Тука се некои карпи, мермерни, сонце грее, кога лета голубот дехидрира, тука умират голуби. Тука е мачилиште за голуби. Тива, Ламја и Атина, голуб која прелетал таа стаза, слободно лета во Европа. Некој ќе ми каже Хоргош, Суботица, мојот голуб ако дошол за 7 часа и 27 минути од Атина, Хоргош или Суботица ги лета за 4,5 сата. Кој не верува, транспортерката, пакуваме, плаќаме шофер, пуштаме. Така. Го надминавте вашиот личен рекорд, конкретно на оние голуби кои што вие ги носите таму. Лани беше 12 часа, оваа година 7 часа. Ако не се лажам, лани се надпреваруваше Дилара, ова е внукче од Дилара, голубицата. На сестра на Дилара голубче, лани рекордот беше за 7 часа и 53 минути. Денес сме, прошлиот викенд сме побрзи скоро за пола саат. Тоа значи дека сте првиот надпреварот? Први. Мислам, нема конкуренција. Мислам и првите 3 голуба кои дојдоа, не само тој се мој, до 6 саат, јас се надпреварував со 12 голуби, 11 голуби се шетаа веќе тука. Се одморија до отварање на саат, додека, да не претарам, 80% од гулабите се изгубија. Втор голуб дојде во Радишани кај Чајо, трет голуб, мислам, дојде во Радишани кај Рилко. Луѓето некако дојдоа под моја ингеренција, ги советувам како и шо, така да има добри резултати и они. Прв, втори, трет голуб се во Радишани. Така, дали може сега да ги видиме голабите, бидејќи сепак зборуваме за голубарство? Сега ќе ви го отворам целото јато што се надпреварува, може да ги изброете и да ги видите. Така, и ако може донесете него првакот. Она што е интересно, додека господин Митко го отвара својот кафес каде што ги чува голабите и додека да ни го донесе оној првенец кој што ете го срушил рекордот од Атина до населбата Радишани, стигнал за 7 часа и 40-50 и нешто минути, еве може да ги видите, почнуваат да летаат. Она што е интересно, морам да нагласам дека во западноевропските земји голубарството, ако кај нас
нас некогаш представувало хоби, веќе во светот станува спорт, но еве пополека може да видите и дека во Македонија веќе луѓето сериозно почнуваат да се занимаваат со голубарство, да се одлучат да стигнат на надпревари кои што се од високи рангови. Ланската година кога бевме, јас ја држав Дилара, ја памтиме по турската глумица беше крстена. Каде е сега Дилара и како се вика овој гулаб? Дилара е дадена на мој пријател кој работи во Швајцарија, заштита од крадење. Овде ако дојдеш на врвот, гулабите ги немаш. Така да по Европа имам на 4-5 места дадено гулаби и да не претарам во секој трети град во Скопје. Оти сум се изгорел 2010 година. Така, ајде малку на позитивното да се свртиме, ако може да го покажеме гулабот малку убаво, да го видат сите наши гледачи и сите оние љубители. Како се вика, кое е времето за кое што уште еднаш ка прелети и што е она значено што сите треба да го знаат и да го слушнат? Ова е гулаб, ја го викам Валтер. Он е, мислам, линија Деклак. Многу стара линија. Кај мене овие голуби се од 2010 година, многу издржливи голуби. Никој пат ова линија на голуби се нема разболено ко другите голуби. Голубот кога дојде од Атина, па не тежеше 15 грама. За да лета во минута 1200, не знам дали знаете, ја имам многу читано, голубот 6000 пати ги отвара крилава на саат. За 7 сата замисли ова крило колку сработало да дојде. А веќе може да го фатите по вратање и може во недела повторно да лета. Така, морам да прашам, дали од минатата година, еве кога прв пат дојдовме кај вас, до сега може би има некој напредок во голубарството, дали може би измотивиравме повеќе луѓе да ви се обратат, да прашаат за совет и повеќе луѓе да се занимаваат попрофесионално со, ајде да ќе го наречам ова спорт, бидејќи сепак летаат и се надпреваруваат голабите. Рената, не знам како да се изразам, повеќе ми се јавија луѓе од странство, него од Македонија. Македонскиот народ не е заинтересиран, нема млади голубари. Мислам, кај нас во клубот најмлад голубар е Гоце Илиевски, 37-8 години. Друго не го интересира. Компјутер, лаптоп, Добро, млад е 37 години, не е возрастен премногу. Нема млад голубар. Најмладиот е тој, Гоце Илиевски, газда на ресторан Олимпија. Така. Господин Митко, ви благодарам за сите споделени информации. Ние ќе останеме по вклучувањето во живо уште малку да се подржиме и да ги видиме голабите. За жал толку ни е времето, но ви посакувам уште многу успеси, уште многу успешни линии. Имаме многу информации што да кажеме. Еве може да видат нашите гледачи. Ова е една споредба. Смеам вака? Смеете слободно. Ние се одјавуваме од тука, само да припазиме, еве, за да стигне еден гулаб да биде волкав, и да може да се надпреварува и да биде шампион, од каде почнува. За колку време се достигнува максималната големина? На 24 дена он ќе биде ко возрасен голуб, али зрел голуб е над 8 месеци. Да почне да работи, мислам, над 8 месеци. За 8 месеци ова ја што го држам во рака, ќе биде нешто како ова што го држи господин Митка во рака. Се надевам дека може би овој пат ќе измотивираме повеќе млади луѓе да почнат да се занимаваат со ова, да бидат посериозни, и сите оние повозрастни кои што некогаш може би чувале голуби или кои што рекреативно се уште се занимаваат со тоа. Се надеваме дека ги навративме во минатото, дека им доловивме една убава слика вака рано по Савајле. Јас сакам, Рената, господин Митко пак да не прими. Еве може во некое следно издание да направиме втор дел, затоа што ова беше премногу кратко време за сите приказни кои што има да ни ги раскаже за голабите. Ти направи таму договор, а се разбирате, очекуваме и со второ вклучување од Herbal Plus од Лептокарија. Ја само на крај, накој со ова со голубите ме потсети порано на фудбалските надпревари, имаше вообичаено дали Вардар или Вочерко Годев на почеток на надпреварот, судијата кога ќе свирнеше, 10 голуби летнуваа како знак на почеток на надпреварот. Што зборуваш? Убава традиција беше тоа на надпреварите. А потоа кога ќе победаше некој тим? Не знаеме, голубите летнуваа на почеток, можеби во следното јавување со господин Митко ќе го дознаеме и тоа. Да, верувам дека ќе имаме уште едно вклучување за, да кажам, некој ден.